Од оваа година во Штип се реализираат плазма спортските игри за млади, кои по прв пат ќе бидат офатени во Македонија и во градот Потисурот, а претходно се реализираат во Словенија, Хрватска и Србија веќе неколку години. Претседател на Сојузот на училишен спорт на Штип Зоран Арсов во гостувањето во спортскиот магазин Трибина Небне телевизија зборуваше повеќе околу оваа тема и сите активности кои ќе произлезат од плазма спортските игри за млади. Министерството за спорт во соработка со Федерацијата на училишен спорт ќе организира еден голем спортски спектакл, односно ќе организираме спортски игри за млади. Овие спортски игри за млади се нарекуваат плазма, кои се застапени во Словенија, Хрватска, Србија веќе неколку години. За оваа година за прв пат се внесуваат во Штип преку Федерација за училишен спорт со Министерство за спорт. И интересна новина е тоа да во футсал започнуваме со класни надпревари. Значи, едно школо за дечиња од основните школи за 2015 година родени дечиња и помали и настапуваат со класни надпревари. Значи, секој училиште организира класен надпревар. Во едно училиште може да има и 20 екипи, така. Во другото училиште 20, во третото 15. И сите тие училишта изведат по еден победник. Потоа овие победници од училишните игри, така, одат на општински надпревар. И сите школи се надпреваруваат каде што се добива еден победник. Тој победник потоа оди на зонски надпревари, па на регионални надпревари и ќе имаме исто така државни надпревари од овие спортски игри за млади плазма. Овие плазма спортски игри за млади ќе понудат многу спортски активности, односно спортски дисциплини, а се работи за голем проект со многу спортски надпревари. Ова е еден голем проект каде што ќе учествуваат и доста големи и познати спортисти, каде што ќе бидат овие завршни турнири по футсал, еве да ги спомнеме сите други надпревари што ќе бидат во оваа игра за млади плазма. Футсал, како што рековме, баскет 3-3, ракомет, одбојка, шах, пинг-понг, овде се игра народна и атлетика. Сите овие активности за дечиња од 2015, имаме за дечиња од 2017, 2019, сето тоа е за основните училишта. Така. И мислам дека ќе биде малку поголем зафатот, затоа што има многу голем број на активности, почнувајќи од овие класни надпревари, општински надпревари, регионални, зонски, и мислам дека ќе успееме да со крајот на учебната година да го завршиме и овој проект на Министерството за спорт заедно со Федерација за училишен спорт. Новите спортски дисциплини како народна и атлетика будат голем интерес кај учениците за учество во овие спортски активности покрај стандардните како футсалот, одбојката и ракометот. Па ние имавме пријава за моравме да пријавиме учесници за народна и за атлетика. Имаме доста добар одзив за сите основни во надпреварување во основните училишта. Имаме доста добар одзив на училиштата за овој дел на народна и за атлетика, кои ќе бидат во посебни градови организирано народна и со атлетика. Така да, мислам дека ќе биде интересно, ќе биде добро за да се прати, да се гледа. Ајде, овде го спомнувавме и баскетот 3-3, кој како новитет веќе гледаме дека е се повеќе и повеќе застапен. Ове исто така две машки и едно девојче може да се направат. Плазма спортските игри за млади ќе овозможат и меѓународни надпревари со што учениците од Штип и Македонија, кои покрај домашни надпревари ќе имаат можност да се докажат и на меѓународно ниво, а со тоа ќе се овозможи меѓународна сработка. Ние сега сме сведоци дека Министерството за спорт заедно со Федерација на училишен спорт во тек е организацијата на светското кадетско првенство за училишен спорт за деца младинци. Еве веќе ракометот ги одигра два надпревари кај што победивме, така да доста сме успешни и во овие меѓународни надпревари. Исто така да спомнеме дека сите овие победници на регионални одат на државни, сите овие победници на државни одат на меѓународни надпревари каде што ќе се надпреварат со учениците од Хрватска, од Словенија, од Србија, од Словенија и така натаму, така да имаме меѓународен карактер на овој дел од плазма. Младинскиот спорт во Македонија отвора ново поглавје со пристапувањето кон меѓународната платформа Спортски игри за млади, а Штип станува дел од истата.